Можам да ти кажам, ваква насмевка ретко сум имал во животот, сем фамилиарна, но во фудбалот ретка. Вервајте дека ваков опит, не знам дали сум искусил порано, вапреки многу големи сум играл и финал на Шампионска лига на Азија и многу титули, финал на купи и така натаму, но овој народ во Варна, ова фанови кои секој мач, вопреки пораженија и равни, и многу пати дома пораженија, ме купиха за цел живот. Значи, верувајте, голема, па кога седев дома и кога бев разочарован и последна секундичка со Добружа која, видиш, не казни во последната секунда, денеска ни подари равно со Септември, за кое пак викам Господ и правдата некогаш идва. Трудно ми беше, јас после мачот, знаете како е, кога ќе загубиш мач, се јадиш внатре, многу хора викаат нема шанса, знаете, уште пред 2-3 месеци сите ви говореа Спартак испада, за другите ќе се виде, но јас и Алекс и хората покрај Алекс, Мартин Демиров и Сергеј и сичките хора кои не обслужаха внатре во клубот, работници, огромно благодаря, зашто јас ќе ви кажам, некои хора од овие нашите што се од стручниот штаб, кога загубивме 5-0 со Ботев, јас бев сам со фановите таму. Да им кажам дека има верба во нас. Не игравме со основен состав, имавме проблеми, имавме травмирани, имавме казнети, требаше да чуваме одборот за, пак ќе кажам, за Добружа мачот тука. Тие, помнам до стика да ме преточи, плачеа тие хора. Плачеа, зашто видоа дека јас тагувам силно заради тие пораженија и за тие тешки трудни моменти кои ги испитавме во првенство. Но винаги постоеше верба, јас во овие момчиња вербав и мислам дека се промовираја 80% од играчите прв пат може да играат во прва лига, показаха дека се машкари, дека се чисти деца и дека иднината е пред тях. Спартак как и Варна как град, јас мислам, ето за вие дојдовте Евровизија, тоа е световна работа, но мене Варна ми остава во срцето за винаги, за цел живот. Пресекнала го устата, пинете малку вода. Малку вода. Сега за какво мислите? С одбора, какво става? Почивка въобще? Мислите ли за фудбал в момент? Во моментот мислам само дека останавме и дека целата планина огромна на плешите живав на грбот, дека ми падна и дека ќе можам да спијам как човек нормално. Браво. И да се радвам со всичките хора кои се лични пријатели мои и фанови на клубот и тие што сме внатре, додека сме тука, додека нормално не се поздравиме да заминиме и нормално сега клубот треба да види на наредната година какво ќе стане, што ќе стане, но мислам дека Спартак има убава иднина, многу поубава иднина отколку летото. Вярвате ли во феерплей од страна на Добруџа последниот крик и на Ботев Враца и какво искате да им кажете? Огромно благодаря и на Ботев Враца, кој по мене реално е подобар одбор од Берој. Заслужено може да победи, но изигра всичките мачеви во групата 7 ги изиграа 100% чисто. Ние загубивме од јас сашто биха со Добружа. Но Добружа каков гест направи и Јасен Петров как треньор, јас мислам дека да е приказ за всичките да видат, зашто во многу страни околу нас последните мачеви знаете како се режирани. Но тие показаха дека се хора, вопреки всичкото, имам огромен респект. Јас према Јасен не само за това че игра равно, как човек, как треньор и мачевите кои ги игравме имам огромно почитување и на кариерата негова и него како човек, но тие испаднаа велики, многу велики.
Но сожалявам, пожелавам колку побрзо да се вратат назад, но тие показаа дека бевме големи конкуренти помеѓу нас. Јас казав, еден од најтешките моменти во целата сезона ми е последната секундичка, последните 30 секунди мачот со Добружа, каде имавме сега 2 точки повеќе. Ја гледате Господ како режира по некој. Двојна радост имате след като вашиот внук вкара 3 гола. Тој вопшто не мислеше да врши со 8 гола. Не знам дали сам прав, ама сигурно во фудбалот тој е тврде млад. Кој е играл до сега, тој толку гола не вкарал. Как така става че отклучи така в најважните мачови, да се вика така? Да ви кажам нешто, тој има качества, него му требаше време, малце доверие. Пред мачот ми вика ќе вкарам 2 гола, викам вкарајте еден, после ќе говориме за вториот. Тој вкара 3. Значи имаше верба во себе. Честно ви казвам, сега не искам да додавам повеќе, но тоа ме зачуди од каде толку самочувствие, вика ќе видиш 2 гола ќе вкарам. На Борис Иванов ми кажете, кадахте ли му нешто, това момче многу изстрада с онзи червен картон. Да, знаете, да. И многу тешко го преживя. Кадахте ли му нешто за съблеканата на него? Борис, знаете колку трудно ни падна, ние сигурно сум немаше да загубиме мачот со Берое, ако не беше тој червен картон. Како не му казав на Мартин, ниеден мач во Берое, првиот мач при нас, јас му дадов да игра во првите 11, доби червен картон и следниот мач пак играше. Така сашто и на Борис, реков Борис, знаеш какво направи, дали свесни, тренер вика, стаж, јас не сум свесен какво направи. Јас од преголемо желание знам дека направив глупост голема, но момчето покажа дека е фудбалист, дека е добар фудбалист, добар човек и ето многу мачеви во сезона добро ги изигра. Секој е чест. Тренер, аз не знам докога ти е договорено остачи Спартак. Со удоволствие би останал. Јас обичам и Варна, но Спартак и сите овие хора, видите, јас ова што го преживеав тука, ова не се забрава. Јас, ако сичко биде во ред, ако клубот нормално се среди, со големо удоволствие би останал, зашто возможностите и на Спартак, кој е стар одбор, љубим одбор, видов јас, вопреки многу резултати лоши, колку имаше фанови на трибините, а тие во некоја подобра приказка, сигурно сум во уште поголем број може да дојдат и да потрепат на клубот. Но мислам дека и градот и сичките кои го обичаат клубот треба да направат нешто да го потребат клубот, зашто многу трудна сезона беше, верувајте, многу трудна. Јас не помнам во животот потрудна сезона да сум имал некојаш. Значи, и јас имам 71 година, но верувајте, треньори од 40 години може трудно да истрпат ова тежест која беше во текот на цела сезона. Кога да дорем на прва тренировка, ти кажуваш? Јас би дал, не знам, 3 седмици оддах и почеток на прва сезона. Да не бидам несериозен, тоа просто ви спровоцирате да се кажам нешто, но нормално треба да се говори. Мерси. Благодарам многу на вас за поддршката, сашто знам дека тука многу пати бев, не можев уста да отворам кога губевме мачевите и имаше мачеви кога бевме 6, 7, 8 во првиот дел од првенството, кога викате усмихнат, но после нормално, но ето, на крајот заврши всичко најхубаво. Благодарам многу. Да си здрав.